Наместо кон крај на пандемијата, Македонија оди кон четврти бран. На неколку дена пред стартот на учебната година власта инсистира на физичко присуство. Родителите реагираат. Кое е решението? На овие теми разговараме со Игор Николов од Комисијата за здравство на ВМРО-ДПМН. Господин Николов, за неколку дена почнува учебната година. Кое е решението? Власта инсистира да има физичко присуство во училиштата. Видете, физичкото присуство во училиштата и зачувувањето на образовниот процес, посебно зачувувањето на образовниот процес, треба да биде една звезда водилка на власта и на државата. Како што мајката си ги чува своите деца од секакво надворешни напади, така треба државата да го се обиде да го заштити образовниот процес и образованието на граѓаните, особено на најмладите, односно на децата, средношколците. Ние изминатата година поминавме еден период во кој што видовме што значи да немате образовен процес за повозрастните ученици, односно да биде образовен процес онлайн и веројатно последиците од сето ова секое семејство веќе ги има почувствувано и видено, особено оние навики кои што ги стекна основците и средношколците, да се биде онлайн, се да биде виртуелно, и дури веројатно ќе има студии во иднината кои што ќе го проучуваат ефектот на оваа година и пол или година дена која што ја поминав. Според мене, зачувувањето на образовниот процес треба да биде примарна водилка на државата и посебно на владата, но во состојба кога се наоѓаме најверојатно во пикот на овој четврт бран или кога се наоѓаме при крајот на почетокот на пикот на четвртиот бран, треба да се превземат специфични, конкретни, прецизни мерки и прецизни насоки доколку образовниот процес почнува со физичко присуство. Се поставува отворено прашање дали физичкото присуство треба да биде за сите училишта и за сите региони на Македонија. Заради тоа што епидемиолошките индикатори не се секаде исти и не се во сите градови подеднакви. Ако ги споредиме индикаторите епидемиолошки во Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, со епидемиолошките индикатори во некои градови од Источна Македонија, Пехчево, Делчево, можеме да заклучиме дека постои разлика. Заради тоа, јас би апелирал и би сугерирал да секое училиште индивидуализирано ги следи епидемиолошките индикатори само за себе и врз основа на тоа да одлучува заедно во соработка со родителите дали треба да биде образованието со физичко присуство, дали да биде комбинирано, односно хибридно образование или дали евентуално да бидат само онлайн образование во одреден временски период додека не се стабилизира епидемиолошката состојба. Во западните земји тоа е решено со така наречени санитарни мерки на протекција, кои што се класифицирани во 4 групи: санитарни мерки со боја зелена, санитарни мерки на протекција жолти, портокалови и црвени. Врз основа на епидемиолошките индикатори кои што постојат во секој училиште, се одлучува кои санитарни мерки на заштита ќе бидат аплицирани и применети во самото училиште. Тоа би бил можеби еден добар предлог за владата и за Министерството за образование за да најде решение и да го заштити образовниот процес, за да имаме генерации кои што ќе бидат соодветно едуцирани. Еве да речеме конкретно, што значи ако некој регион е во портокалова зона, што значи тоа за училиштето? Видете вака, санитарните мерки од портокалова зона би требало да се дефинираат прецизно. Прво, училиштата треба да ги знаат, да се достапи до нив прецизни мерки на заштита. Не можеме за сите училишта да донесеме исти санитарни мерки. Заради тоа што имате одредено училиште во кое што има помал број на ученици, 5 до 10 во годината, имаме такви училишта во Источна Македонија, имате училишта каде што имаат голем број на ученици во истиот клас. Доколку мерките не се испрецизираат јасно, прецизно, да директорите можат да одлучуваат и да носат соодветни одлуки не само врз основа на сугестија на Комисијата за заразни болести, веќе Комисијата за заразни болести имам впечаток дека носи генерализирани мерки кои што треба да се аплицираат низ цела Македонија. Тоа не е фер и не е коректно, посебно за оние региони каде што епидемијата не е во фаза на експлозија, односно ширење од ниво степен 4.
Така, зошто власта толку инсистира на физичко присуство? Минатата година имавме по 100-200 заразени, а сега имаме 1000. Зошто толку многу се 5 пати повеќе поголеми бројки имаме сега? Па видете, јас немам впечаток дека тие ќе во целост ќе продолжат со ова инсистирање, особено доколку се соочиме со ова смртност и со ова ширење на епидемијата како што го имаме деновиве. Сведоци сме дека го доживуваме пикот, посебно пикот на смртноста, бројката на починати на вистина расте и јас искрено се надевам дека ова инсистирање на образовниот процес е од една добра замисла, а не од замисла да биде некаков заговор кој што ќе доведе до дополнителни мерки на затварање на општеството и дополнителни мерки на карантини или изолација на луѓето. Сепак треба прецизно и добро да се обмисли и да се верифицира за секое училиште дали може да се направи физичко присуство, образование со физичко присуство или не. И треба да се носат брзи одлуки, флексибилни, доколку е потребно одредени процеси на образование да бидат запрени. Тука во овие ниво на санитарни заштити, санитарни протекции, како што ги спомнав, зелено, портокалово, жолто или црвено, секако доаѓа во предвид во одредени нивоа да има брзи тестови, да има тестирање редовно на учениците, да имаме доволно информации за вакцинираноста на родителите, на обкружувањето на учениците и сето тоа, врз основа на сето тоа да може да се носат индивидуализирани мерки за секој училиште. Така, значи во секој случај децата треба да одат на училиште, но тоа треба да биде добро осмислено. Добро осмислено, прецизирано, за да се намалат сите ризици кои што постојат и доколку може да се зачува образовниот процес. Доколку не, да се оди на образовен процес кој што ќе го зачува здравјето, бидејќи здравјето е пред се, после здравјето следува образованието. А како што рековте, бројките на заразени на починати се загрижувачки. Што ни го донесе овој нов бран? Дали се тоа свадбите, отворените граници, кафулињата, кафеаните? Видете, во оваа состојба најверојатно се најдовме заради една инертност и еден изгубен временски период кој што го имаме помеѓу третиот бран и четвртиот бран. Помеѓу третиот бран и четвртиот бран владата се опушти, не презема ништо, дури бевме сведоци на прогласување на победа на епидемијата, за жал. Така, за крај на август најави Филипче прогласување. Победа на епидемијата, тоа беше пропратено со едни пиар активности и сето тоа доведе до една состојба да ние немавме следење на епидемиолошките индикатори, односно немавме никаква контрола прво на границите, дали влегуваат луѓето со направени PCR тестови, дали се позитивни и негативни, но најважно од се беше што закаснивме со вакцинацијата. Закаснетата вакцинација е резултат на немање на никакви стимулативни мерки за вакцинација, немање на никакви мерки за промоција на вакцинацијата, ние сега ги гледаме, но тие се задоцнети. И уште нешто јас тука би додал, за стимулацијата на вакцинацијата потребно беше да има промотивни мерки наместо ригидни, рестриктивни мерки кои што прават резистенција и отпор кај населението. И во овие промотивни мерки би ги вброил достапноста на релевантни информации кои што требаше да се добиваат од здравствените работници. Тука посебно би ги акцентуирал матичните лекари кои што во просек имаат помеѓу 1500 и 2000 пациенти и тие пациенти би требало да бидат едуцирани и информирани за значењето на вакцинацијата од стручно лице кое што ќе беше здравствен работник, едуциран во правец на промоција на вакцинацијата и со самото тоа граѓаните ќе добиваат релевантни и вистински информации. За жал, што се случи? Заради недостапноста на здравствени работници, граѓаните беа дадени како на послужавник на Facebook едукација, во која што Facebook едукација беа дадени на послужавник на оние антиваксерски движења кои што доведоа до состојба да се нема доверба во целокупниот процес. И сега имаме кампања од страна на власта. Задоцната ли е кампањата? Кампањата секако дека е задоцнета, тоа требаше да го имаме уште на почетокот. Прво требаше да имаме на почеток навремено доволно количество на вакцини.
Второ, требаше да има промотивни мерки. Трето, во сред на летото требаше да се отворат повеќе вакцинални пунктови, повеќе сали, а ние бевме сведоци дека најголемата сала каде што вакцинацијата наједноставно се одвиваше, Борис Трајковски, беше затворена во последните 2 месеци. Со еден збор, откако изгубивме 2 месеци во одење во празно, без никакви мерки, без планови, без стратегија, сега се наоѓаме во една состојба кога се надеваме дека преку реклама ќе ги убедиме луѓето дека треба да се вакцинираат. За жал, таа реклама е проследена со антиреклама која што доаѓа од движења кои што се против вакцинацијата. Но знаете, докторе, кај луѓето е оправдан стравот од вакцината колку власта не им ги убаво, не им ги објасни придобивките од вакцината. Токму така, стравот е оправдан заради тоа што постои недостиг на релевантни информации, заради тоа што граѓаните беа пуштени дадени на послужавник на дезинформации кои што доаѓаат посебно од одредени социјални медии. Така, како е можно, докторе, во Македонија има околу 600.000, да речеме, вакцинирани, со зголемување на бројот на вакцинирани се зголемува и бројот на заразени. Или тоа би требало да биде обратно пропорционално? Би требало да биде обратно пропорционално, но што се случува? Се случува дека касни вакциналниот процес. Со задоцнетиот вакцинален процес, ние имаме бројка на второ вакцинирани, односно вакцинирани со втора доза, релативно доцна, и заради тоа немаше доволно време да се создаде најверојатно тој имунитет, за кој што се потребни помеѓу 4 и 6 недели, и со немањето на доволен имунитет создаден помеѓу 4 и 6 недели, ние се соочуваме со феноменот да расте бројот на заразени, но неоспорен е фактот дека бројот на заразени со тешка клиничка слика, а се вакцинирани е прилично помал во однос на оние кои што се невакцинирани. И дополнително, јас тука би вклучил она отворено прашање за кое што не постоја доволно информации за прележаните, оние кои што се прележани, дали е потребно да се вакцинираат или не. Во западните земји повторно е вклучен матичниот лекар, кој што има право да одлучи и да препорача дали некое лице кое што е прележало би требало да се вакцинира со една или со 2 дози. Ние влеговме во една ригидна, недоволно информирана кампања, во која што бараме сите да бидат вакцинирани со 2 дози без исклучок. А кој е вашиот став за трета доза? Веќе некои држави воведуваат и третата доза. Ја викаат така наречена бустер доза. Бустер дозата или третата доза особено се воведува за оние пациенти кои што имаат системски болести или хронични заболувања, и особено за пациенти кои што се во групата на трансплантирани. Јас имам прилично голема бројка на такви пациенти на кои што и во светот се препорачува дека им е потребна трета доза, заради тоа што овие пациенти се со имуносупресивна терапија која што не дозволува формирање, односно создавање на имунитет едноставно, и се покажа, студиите покажаа дека овие лица креираат, односно создаваат помал имунитет и после втората доза, па заради тоа така ја нарекуваат онаа доза на бустер доза или трета вакцинација, но само за оние кои што имаат системски заболувања, кои што се трансплантирани или оние кои што имаат други автоимуни заболувања. Така, значи да разјасниме за така наречените, значи кои немаат некакви посебни заболувања, нема да биде задолжителна оваа трета доза. Во моментот кај нас не. Ние не можеме да ги убедиме луѓето за втора доза да се вакцинираат, па за третата доза веројатно ќе ни треба малце повеќе време, но оние кои што имаат индикации како трансплантираните би требало да се вакцинираат и трета доза. Така, господин Николов, кои се вашите очекувања? Ќе имаме ли нов бран во зимските месеци, нови фрапантни бројки? Видете, веројатно ќе се движиме во бранови се додека човештвото не се запознае со COVID-19. За тоа треба време. Ние секоја година имаме бранови од инфекција со грипот. Најверојатно COVID-19 ќе стане еден вид на вирус со кој што ќе се научиме да живееме и со кој што се надевам дека брановите идни ќе бидат се помали и помали. Но затоа, да биде така, ни се потребни стриктни правила, стриктни препораки и особено следење на препораките. Особено не правење на одлуки кои што се несоодветни, како што беше ова лето, да има забави, луди забави, свадби во затворени простории. Тоа беше посочувано повеќе пати дека ќе даде четврт бран, кој што ќе биде со пооштар пик,
И еве го, тоа ни се случува. Требаше да се превземат навреме корективни мерки и тие корективни мерки веројатно ќе доведеа да немаме пик, туку да биде бранот аплатиран. Идејата на идните епидемиолошки активности, идните мерки кои што треба да се превзимаат, кога ќе се појави бран да се превземат мерки кои што нема да дозволат да се јави пик кој што целосно ќе го оптерети или прелее здравствениот систем, туку да се добие еден аплатиран бран кој што нема да има оштар врв. Така, новие рестриктивни мерки донеса големо незадоволство кај гостителите и кај трговците. Моловите се празни, кафеаните, кафулињата, сето тоа влијае на економијата. Луѓето најавуваат, газдите најавуваат и отпуштање, така да треба да се балансира меѓу тие две работи. Се согласувам, треба да се балансира и тука зборам за стимулативните мерки. Стимулативните мерки посебно на доделување на ваучери за летување, ваучери за одење на други настани можеа да бидат поврзани со вакцинација и особено доколку на пример се најавеше дека ќе има ваква вакцинален сертификат кој што ќе се користи за угостителските објекти и да се најавеше многу подолго време, бројката на вакцинирани досега ќе беше значително поголема и особено на оние кои што имаат створено имунитет. Така, значи нашиот менталитет покажа дека најмногу го боли кога ќе бидат затворени кафеаните и моловите. Видете, за жал ние така. Треба да бидеме, да развиеме менталитет кој што ќе биде приоритет образованието, бидејќи најважно нешто после здравјето е образованието. Така. Ви благодарам, господин Николов, и благодарам за интервјуто. Благодарам на поканата.